Добар, убав и среќен ден, драги наши гледачи. Ве поздравувам од комплексот Златно буре Кучково, каде што со нашата екипа на Вкусот на традицијата и тимот персоналот на Златно буре Кучково ќе се погрижи за рецептот на денот. Тоест, секогаш ја имаме поддршката и помошта од нивна страна. И ние секогаш ведри и расположени кога ќе дојдеме овде, затоа што самата атмосфера си е така. Допринесува за ведрина, затоа што околу е све зелено, толку многу цвеќиња, толку многу нешта овдека можете да доживеете. Прошетки, освежување, вкусна традиционална храна и доколку сакате да гледате како се снима Вкусот на традицијата, можете да повелете овде и да бидете дури и наш гостин. За денешната емисија ќе ви направам една многу интересна, нестандардна компир манџа. Компирот има многу важна улога во македонската традиционална кујна. Од него, значи, правиме печен компир, варен компир, пире, наоѓа примена во сите манџи. Во сите манџи, дури и оваа традиционална компир манџа, малку осовременета, а понатаму, значи, колку е вкусно и зиме, и лете, и есен, и пролет, во секој миг да се јаде компир, затоа што компирот е многу здрав и ни помага за подобрување на органите, за варење за нашиот метаболизам и така натаму. За да ја направиме ова манџа, нас ќе ни биде потребно 3 до 4 компири, од прилика 1 килограм компири. 500 грама свинско мевце, кртинче насечкано, или може свински врат без коска на коцки. 1 колпас димен, кој што ќе го насечкаме на крупчиња. 1 крушка ќе ни треба за ова манџа, ќе видите зошто, значи прекрасен вкус и дава на манџата. 2 морковчиња, 3 до 4 печени пиперки, 2 децилитри сос од домати или нарендани домати, 1 главичка кромит ситно насечкана, 4 лукчиња, ќе ни треба малку макдонос, сол, бибер, мешан сув зеленчук, масло по потреба и вода по потреба. Да преминеме сега на работа. Знаете ли прво што ќе направам? Прво ќе го испршам месото, ќе го динстам. Ќе му ставам околу 1 децилитар масло. Така ќе ставам. Тоа најпрвин да се пропрши, а после ќе ги додаваме другите работи. Пословно ќе се додинста во присуството на соковите од сите зеленчуци. И ова манџа треба да биде многу густа, да не е она класика, нели, чорбеста многу, треба да има сос, но помалку. Ете, така. Ја намалам температурата на оганот. Штом се запржи малку месото, веднаш ќе му го додадам кромитот. Сега нека си се пржи, така, а јас во меѓувреме ќе го насечкам морковот на четвртинки. И него ќе го ставам кај месото.
Така. Како ќе го додавам зеленчукот, така ќе го зголемувам оганот. Сега ќе го додадам право и морковот. Тој е најтврд. Промешувам, повремено промешувам. Така. Сега ќе ги насечкам и печените пиперки. Манџата ќе има посебно убав вкус со печени пиперки. Можете да ставите и некоја лутка пиперка, ако сте љубители на луто. Вкусот е сосем поинаков кога има печена пиперка. Уште вака, ако е на жар испечена. Ете така. Повторно ќе промешам. Ево, она убаво си се пржи на тивко. Така. Сега ќе го насечкам колбасот. Уште малку поситни. Евака. Ова е домашен колбас. Леле, како убаво мириса. Сега ќе му го ставам колбасот. Така. И промешувам. Еве и месото веќе си пушта водичка. Сега ќе зголемам малку температурата. Така. Ќе ја подготвам и крушката. Ќе ја насечкам и неа на коцки. Неверојатен вкус ќе даде на манџата. Јас сум го правела ова дома и верувајте да не можеме да се изнајадеме од ова. Ама си бара да се крчка на тивко. Крушката е блага, ќе му даде убав баланс помеѓу патлиџанот,
киселкасте. Така. Медена е крушката. Медена. Нешто слично како кога правиме, например, тава со свинско месо, со кромит, кога ставаме модри сливи. Може и свежи, нели, може и сушени. Сега почнува убаво да мириса. Ете така, ова ни е подготвено. Така. Нека се седи тука. Прво иде ова, па кромидот. Кромидот и пиперката заедно ќе ги ставиме. Можете да замислите како мириса сега во моментот тука. Уф, прекрасно нешто. Така. Сега ќе го додадам и кромичето и ќе го оставам едно 10 минути да искрчка со кромидот и со пиперката и ќе ги додадам после зачините. Така. И сега само пиперката. Промешувам. Убави ми. Така. Нека си се крчка сега. Како убаво си искрчка. Леле, па како мириска овде. Убавини. Сега ќе го ставам компирчето и лукот ќе го ставам и патлиџанот и ќе налеам со вода и ќе го оставам да си крчка, па да ви кажам час и 15 минути. Најдобро. Оно ќе биде сварено и за 30 минути, пошто месото е убаво, еве издинстано, но подобро е кога ќе си искрчка така убаво. Така. И колбасот прави чуда, прави колбасот. Така, сега ќе ја додадам и крушката. Ќе налеам со вода, веќе ќе налеам со вода, откако ќе ги ставам сите работи. Така. Мактонос. Колку има повеќе, толку подобро. За почеток ги ставив 1 литар вода и мислам дека доволно ќе биде, затоа што ќе го затворам тенџерето. Сега ќе ги ставам зачините. Така. Сега ќе ставам мешан сув зеленчук, едно кафено лажиче. Така. Сол, половина кафено лажиче, па ако треба после ќе доставиме бибер на врвот на лажичката, така. Сега и лукчето,
Така. Ова манџичка си бара повеќе лук. Дури по желба, значи не е неопходно, но ја видов дека имам ловоров лист, може едно ливче да ставам. Не е задолжително, не е во потребните состојки, но може да ставам едно ливче. Нека мириса. Еве. Така, доволно е тоа. Сега ќе го промешам убаво. Значи со водата за да го налиете, да се покрие од озгора. Убаво да измешам за да можам да пробам за сол. Сега да пробам. Ау, леле како вкус е ова. Мајко моја, знаете ли која убавина е ова? Значи ќе оставиме сега да крчка. За тој еден час ќе оставам убаво на тивко. За тоа време ќе направиме салата, малку лепче, ќе ја поставиме трпезата и ќе ја пробаме да видиме како искрчка. Се што велат старите, додека не му излезе маслото горе, не е готово. Останете со вкусот на традицијата. Мераци, сега нашата компир манџа со крушка и компири, и колбавче, и мефце. Па си чади, леле. Вака ја сакам кога е вака густа, гледате како е. Не е она вода, него е баш леле. Колбасот па се распадна. Само мирис дава убав. Ја послуживме со македонска салата. Имам и лепче тука. Ајде да ја пробам. Мозок, леле како вкус. Ау. Ова е неверојатен вкус. Како можеше волку убаво да биде. Ова е чудо од манџа, чудо. Нешто преубаво. Верувам дека ќе ја направите ова компир манџа и ќе уживате во неа. И ќе се насладите. И да знаете дека ќе ме спомнете тогаш, ќе речете: Арно рече Адријана колку била сладка. Па и со лепче да си мацнете, за мерак. Да ве прашам, дали некогаш во животот сте сретнале многу силна особа, која што имала лесно и мирно минато? Јас да ви кажам, никогаш не сум сретнала до сега. Таа особа што е силна и што е посилна од каменот, таа мора да има многу тешко минато. Ве поздравувам до следната емисија Вкусот на традицијата. Останете ми во добро здравје, направете ова манџичка и уживајте. На здравје!